дозволи, уште су многу важна работа. Еден американски професор од Чикаго. Борза. Не е борза. Економидес се вика, тој грк по потекло, се пофалил во една тамошна ревија, вика, јас ќе бидам првиот научник кој не се мешам во политика, не ме интересира политика. Меѓутоа ќе бидам првиот кој што јас вика ќе дадам содржината на сите тие текстови. Дошол тој тука 88 година, по 3 дена го наоѓаат мртов. Еден пољак од Канада се пријавил, вика, јас го проучував јазикот на кунзите. Тој се покаже дека е со јазикот на древните македонци, но и на современите македонци, сакам да дојдам таму да одржам предавање. Како да не му рекле ти? Тој дошол таму и на доручекот, пред да го одржи предавањето, бил отруен. Уште 20 други на сличен начин се убиени на подготвени претходни сообраќајки. И сега знаете што пишува таму во нивниот владин документ, дека тие личности не смеат да се одгребуваат за 10 години, за да не се открие што се. Гледате ли до која крајност оди современа Грција, која продава демократија, која предава дека е таа некоја цивилизација? Каква цивилизација? Цивилизацијата исклучиво е древномакедонска, никако грчка. Тие немале демократија. Македонија има. Вие ќе се чудоневидите од автори кои тоа ја опишуваат македонската држава, која била прва на овие простори, не на овие само, туку на европските простори. Македонскиот елемент и го дал името на Европа. И многу други цивилизацијски вредности, култура, микенската култура, тие се присвоија. Меѓутоа, замислете сега, вие да им ја земете нив историјата. Токму тоа ги боли нив. Сега, ако тие велат, ние не се брзаме многу за името. Зашто не се брза? Зашто Македонија се брза. Некои усвитени глави овде кои им помагаат, постојано се јавуваат на медиумите и ја имам вака една предпоставка дека постои меѓу некои медиуми и тие самонаречени експерти и самонаречени аналитичари се договорени да вршат силовита пропаганда во Македонија за да го убедат македонскиот народ да го промени идентитетот. Пред некој ден ние чувме дека не се секирете вие, НАТО ќе ви го гарантира идентитетот. НАТО ќе ви го гарантира јазикот. Ако ние македонците сами не си го сочуваме идентитетот и јазикот, никој нема да ни го сочува. Мој предлог во врска со ова е да седнат на маса, доста беше овие глупости што се правеа досега. Колку и да постоеше разлика меѓу председателот на државата и премиерот, тоа требаше да остане во кабинетот, а не да се шири надвор и да се обвинува премиерот, да се каже дека е премиерот големиот виновник за таа работа. Мислам, тоа не е поштено. Тука постои некоја игра и разни сомнителни работи. Секој совесен човек ќе знае дека нешто друго сосема се работи тука. Господине Томиќ, ја морам да кажам дека некои господа кои така настапуваат, например, на јавни трибини, на јавни места и овие трибини што се подготуваат, не е случајно. Значи, за нив може да стојат разни други елементи, разни агентури. Имам печаток дека тие кои го покренуваат прашањето за промена на името на Македонија, ако ние го смениме идентитетот, од нас не останува ништо. Историјата си останува на грците. И дозволи. Ние мораме да се бориме да го сочуваме тој идентитет. И имам печаток дека сите овие силовити пропаганди што се вршат, ги вршат или не македонци по род, или оние кои што себе си не се сметаат македонци. И јас ги молам тие господа да се тргнат на страна и да ни остават на нас македонци да се реши.